Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со. Прво издание на оваа емисија во новата 2022 година. А прв гостин во оваа емисија во оваа година Јордан Митев, познат и признат пејач македонски, позната и призната македонска фолк звезда. Јордане, добро вечер, добро дојде во емисијава 15 минути со. Добро вечер, добро ве најдов. Чест ми е што еве во оваа година јас сум ваш прв гостин и срекна нова година. Срекна нова, срекни празници на вас, на целата екипа на ТВ и на сите гледачи на телевизија. Благодарам. Срекна нова и пред се здравје, па другото што даде Господ тоа. Така, како ќе се редат работите. Да. Здравјето е најважно од се, нели? Без здравје не може ништо друго да ни се оствари. Помина новогодишната ноќ, каде беше Јордан Митев за дочекот на нова година? Имаше ли ангажман? Да, за дочекот на нова година бев овде во Струмичкото поднебје, да, поточно во ресторан Сонце, во Борисово Колешино, тоа е некаде тамо на Тромеѓето, некои викаат, тоа е под Колешино, некои викаат, не, тоа е под Борисово. Како и да е, значи, бев во овој регион, каде што за овој дочек бев, впрочем, во тој ресторан бев договорен за минатиот дочек, но поради одложувањето на врските, договорот остана за оваа година. Така да имаше една одлична атмосфера. Секако тие бројки на посетеност кои што беа пред пандемијата не можеме да ги очекуваме, бидејќи пандемијата од речиси 2 години си го направи своето стравот кај луѓето и загубите и така натаму, но сепак имаше така една солидна бројка на луѓе кои што беа присутни мои обожаватели. А за атмосферата не прашувам, бидејќи Јордан Митев знае, мајстор си е за да направи атмосфера. Па забавата, прославата траеше некаде до 4 часот, каде што имав доста гости од Бугарија, овде од Македонија, од повеќе места, така да... А тука биле и нашите гастарбајтери, кои дојде од сигурно од Швейцарија, од Германија, од Италија. Исто така имаше присутни и наши македонски диаспората. Добро, поминава така како што посакувате и вие и публиката, и оние посетители кои биле во ресторанот Сонце. Кажи ми, се разделивме од 2021 година, како ја оценуваш во твојата кариера воопшто? Да. 2021 година мораме да ја споредиме со 2020, бидејќи некако тука сите дојдовме до истиот проблем е до едно, да речеме, до една голема осцилација од еден развој кај сите нас, па наеднаш една... Како со нож пресечено. Со нож пресечено и затоа секој пат сега од 2020 ќе почнеме да ги споредуваме годините напред. Па ајде, 2020 и 2021 во пакет. Да, така да сума сумарум минатата година беше далеку подобро од предходната. Тоа е 2020. Добро, тогаш непознаница беше ковидот, сите бевме исплашени и тие кои донесуваа мерки и така натаму. Една, да речам, малку поопуштена година за секој од нас, иако беше исто комплицирано, барем во првите 6 месеци, но од некаде јуни месец па наваму почнаа работите да малку дојдат во непозитивна насока и слободно може да кажам штом сме сите на број, штом сме сите здрави и живи, јас би ја оценил како одлична година, бидејќи знаеме дека во таа година и за време на сите тие стресови многу луѓе изгубија многу блиски. И тоа е најголемата загуба што може да биде во животот. Се останато, дали порано, дали подоцна, може да се надокнати. Ке си дојде на своје место. Јас се надевам дека полека, но сигурно тоа зло наречено COVID-19 ќе се заминува, нели? Да. И дека сите ќе се вратиме во нормала. На крајот на краиштата многу изгубија своји членови од семејствата, како што веќе рече, но и фелата, естрадата во нашава земја изгуби значајни членови, нели? Апсолутно. Си отидоа, Бог да ги прости, веќе Драган Вучич, Зоки Џорлев и така натаму. За жал, тоа е така. Да се радуваме што сме здрави и живи, да се надеваме дека така ќе биде и во ова се уште пресна 2022 година. Правиш ли одредени планови или како ќе дојде времето за оваа година? Па долгорочни планови према целата ситуација се уште не може да се прават како што правевме.
Сето тоа ќе биде чекор за чекор, месец за месец. Јас работам активно, бидејќи оваа работа пред се не само што живеам од неја, него и ја работам со љубов и никогаш не останувам времето да си ја губам туку така, кога сум да речам на нога и кога сум здрав и прав, бидејќи имав еден период кај што морав да направам одредена пауза. Нешто најново кое што излезе сега во последните неколку дена, тоа е мојот новогодишен телевизиски концерт, кој што се потрудив и овој пат да биде нешто ново на гледачите, впрочем, гледачите на ТВ каналот Виски имаат можност тоа да го видат. Да, и ова прилика и се заблагодарам на вашата телевизија што ми испочитува, што е тој материјал ќе оди и во вашиот етер. Така да еден интересен телевизиски концерт кој што трае некаде од 1 час и 22 минути со 18 мои песни, досега поуспешни и понеуспешни, меѓутоа една така интересна новогодишна божикна приказна со една убава сценографија оригинална. Тоа е нешто, еден така последен проект кој што сакав да го направам, бидејќи Каде е сето тоа снимено? Сето тоа е снимено во приватно студио, моментално кај нас најмодерното и најсовремено студио Инфомедија во Скопје. Студио кој што располага со многу голема сценска апаратура и за наши стандарди овде е, да речам, нешто кој што е врвот во моментот. Интересно е тоа за тебе, дека дали е ковид или не е ковид. Кај Јордан Митев никако не стивнува тој ентузијазам да ги почестува своите фанови, гледачите широм Македонија со своји песни токму на ваков начин. Јас се сеќавам дека години наназад секогаш тоа го правиш, дури наши сниматели беа ангажирани во еден таков твој проект, па снимаше дури во Охрид. Сум снимал повеќе проекти. Како што кажав, јас ова работа ја работам со голема љубов. Така. За моја среќа, таа моја работа и таа моја енергија која што ја се дала во сите овие изминати години ми се врати позитивно од публиката, како во Македонија, како македонската диаспора, така веќе во последниве 2-3 години и од Балканот, бидејќи добивам доста позитивни критики од широм целиот Балкан, од Бугарија, од Хрватска, од Босна, од Словенија, од Србија. Значи, можеби таа публика не е толку голема доколку би функционирал од Белград, меѓутоа јас тргнав со идеја уште во самите мои почетоци да направам македонски фолк бренд кој што ќе ја надгради македонската фолк музика. Кога мислам ќе ја надгради, не мислам дека таа не била надградена. Нашата македонска музика е оригинална, уникатна и секојаш и во пишаниот збор, и во музиката, и во оркестрацијата, и во интерпретацијата. Меѓутоа, сепак новото време си носи некои нови стандарди. А јас мислам нови белези, а мислам дека тие стандарди кај нас недостасуваат, иако ние сме една прилично мала територија, сепак мораме да се трудиме да на некој начин одиме напред и ги следиме чекорите на нашите соседи, бидејќи и сведоци сме дека тие се отидени многу напред. Кога велиш правам план или правам напори да ја надградувам таа музика, дали се на добар пат? Дали македонската музика во моментов е она што го заслужува нашава земја? Македонската естрада имала подеми и падови низ годините наназад. Како е сега? Како ја оценуваш македонската естрада? Оти да не се лажеме, ги нема веќе пеачите од типот, не знам, Гоце Арнаудов, Перо Христоф е се уште здрав и жив и нека е и понатаму, меѓутоа нели ги нема тие пеачи, Блага Петреска и таа е се уште здрава и жива, но не работи со таков елан како порано, нели? Да. Сузана Спасовска не е на естрадата, само во танец, во тој смисол нешто. Според мене треба секогаш да се зема за пример и за репер тие што се најдобрите. А моментално, не моментално, него и годините наназад, најдобри во оваа работа на Балканот била српската естрада, тоа е во Белград. Кај што тие имаат и членови кои што ден денес се активни од постарите генерации. И ден денес создава цела индустрија, музичка индустрија е тоа. Точно. Меѓутоа има и една средна генерација, има и една помлада генерација која што сите создаваат на свој начин и сите на некој начин се подобри во секој свој нов чекор кој што го прават. Јас имам голема почит према сите наши претходни генерации кои што направиле.
Меѓутоа нормално е тоа да се појавуваат нови генерации Апсолутно. со нова енергија. Смена на генерација, апсолутно. Не е исти самиот психолошки свет не е исти кај човек од 20 години, кај човек од 50 години. Растени во тотално други околности, времиња, Така. и сето тоа се одразува и на самиот уметнички израз, ако може да го кажеме. Ние сме можеби далеку од уметници, но сепак припаѓа некаде во таа бранша. Затоа, кога ме прашавте во кој насока се движи македонската музика, тоа е едно малку тешко прашање, бидејќи немаме ние создадено една квалитетна прва лига на Тоа сакав да го слушнам. на пејачи, па и на автори, да не ми замерите, значи квалитетна прва лига која што кога ќе направи нешто, 99 ќе биде загарантиран проценти, ќе биде загарантиран успехот. Значи кај нас се тоа некако, мислам дека и од секогаш било така, ако грешам коригирајте ме, од секогаш било, ако се погоди, ќе се погоди, ако не. Тоа е медиокритетство. Некаде одиме до средината, не пукаме до таванот. Додека пример еве ќе ја спомнам една Марина Туцаковиќ која што веќе не е меѓу нас. Значи барем од тоа што го имам слушано, дека кога ќе седела жената да напише, да, можеби таа си го и нормално да си го цени секој квалитетот и трудот. Дебело го плакаше тоа, добро. Меѓутоа таа стои позади својот квалитет и знае дека тоа е тоа што треба да се направи. И јас сакам да има такви луѓе во Македонија, кај што кога ќе тропнете на вратата, нормално секој не може да даде гаранција 100% за ништо во животот, но да биде сигурен во тоа што го прави, а не да биде сето тоа, да ми простите на изразот, на шашма. За среќа Јордан Митев ниту му треба добар композитор, ниту му треба добар текстопишувач, бидејќи сам си е мајстор на своите песни. Барем во глобала, значи во најголемиот број на твоите песни. Фала му на Бога ме дарува со тој дар. Така. И јас тој дар го имам и надградено со образование, и ден денес го надградувам бидејќи слушам музика и сакам да се развивам. Меѓутоа јас сум секогаш отворен за нови предизвици. Јас и направив во 2013 еден албум со други автори. За жал вие не бевте дел од тој автор, иако сте еден од најистакнатите. Меѓутоа да сме здрави живи, можеби ќе има некоја прилика. Јас сум секогаш отворен за соработка. Меѓутоа, тоа што јас го правам, не сакам да биде тоа сватено како, разбрано како себично. Меѓутоа, досега тој мој рецепт се покажа како успешен. Апсолутно. И кога тој се има покажано како успешен, не гледам причина зошто јас нешто би менувал. Да, ако си сам себе тим, а тимот што победува не треба се менува, тоа е позната изрека, нели? Да. Така. Во што е тајната на успехот наречен Јордан Митев? Љубов? Голема љубов, голема многу работа, така, голема професионалност и голема пожртвуваност. Браво. Еве јас само ќе ви кажам еден момент. Од првите 2 дена од мојата нова година 2022. Значи јас пеев до 4 часот. На втори требаше да биде премиерата на новогодишниот ТВ концерт на ТВ Сител, бидејќи така ми беше договорот да Пантреал помине на една од поголемите наши телевизии овде во државата. И бидејќи јас имав замерки за проектот, гледајќи го пред нова година, пред новогодишната вечер, јас станав со Бајле во 8 часот, повторно го гледав цел материјал, повторно запишав на лист на 4 листа најмалку 100 кадри кај што треба да се коригират. Јас запалив колата истиот ден на 1 јануари, отидов за Охрид, бидејќи таму е човекот со кој што монтирам, ги коригирав сите тие елементи. Тоа се вели професионализам. И се вратив дома, па после завршував други работи. Така да, тоа е мој начин на живот и темпо на живот е веќе колку што трае мојата кариера со исклучок на таа пандемиска година, кај што сите бевме дома. Значи, верувајте ми, јас имам многу работи, многу време потрошено во мојата работа. Преспиени ноќи во студио, голем влог, не само како работа, него и финансиски. Бидејќи јас некако тоа ми стана навика да тоа што ќе го заработам јас во текот на годината, да одреден дел јас вратам во себе, во некој си проект, кај што јас не прашувам за колку тоа ќе чини, како ќе, само ми важно да биде квалитетно. Па ако треба, не знам што ќе направиме, но да биде нешто, еден чекор напред. Значи не сум човек кој што само сака да земе, него и да даде. И тоа е, мислам дека тоа е единствениот начин да се оди напред, бидејќи дали за телевизија, дали за било која работа што ја работите, мора човек да ностоп нешто враќа
во тоа што му придонесува за живот. Така. Ти сами од себе со сите тие нишани кои ги спомна, кои те красат, сами од себе се катапултираше во врвот на македонската естрада и тоа е добро. Па дури и сруши таа бариера, тие размислување дека за да бидеш успешен мора да живееш во Скопје. Не, Ти апсолутно. остана во своето родно место, остана во Подареш и повторно си во самиот врв на македонската естрада. Јас сум присутен секаде, меѓутоа најмногу сум во родното место Така е. и мислам дека Предпоставувам и Подареш е инспиративно место за твоето творчество. апсолутно. Така. Па видите, не може човек да направи една песна како Каменот си тежи на местото, како роден крај, како Така не знам, е. ако не го помириса тоа на самото. така. Во еден тоа е една чудна димензија. Во еден момент сте надвор, затоа велам и мојата душа на два дела поделена. Јас сум на некој начин дома, меѓутоа не сум дома. И тоа чувство секогаш го имам и владее со мене. Така да јас не би сакал да се одвојам од мојот роден крај, беам толку колку што можам и колку што дозволуваат условите бидејќи. Јас имам една песна која се вика Домот го мирисам. Да. Кога тоа тој мирис дава навистина голема инспирација да се напише убава песна. И Така. пак ја спомнам пандемијата, велат баш имаше неколку статуси по социјалните мрежи. Пандемијата направи секој да се ги најде своите корени од селата, бидејќи многу луѓе се вратија таму, Така. затоа што видеа дека да се живее во село и да се биде од село не е селјак. Селјак е кога човек е неедуциран, кој што човек е некултурен, кој што нема направено ништо во Точно животот, така, кој што точно пие така. по цел ден кафе, тоа е за мене селјак. Селанец е човек кој географски е определен на одредени места, а селек е човек Се родил карактерна таму. особина некаква е тоа. Апсолутно. Меѓутоа човек што се родил во село, тој се родил таму, но тоа не Така значи е. дека тој Апсолутно. е не Многу мина се родиле Да. во село, па успеале во животот. Има многу такви примери. Порано, додека не дојде таа пандемија на сцената, на животната сцена, многу често гостуваше и во странство. Да. Кои беа последните твои настапи? Последниот мој настап беше едно мое кратко гостување во Австралија и баш тогаш се сеќавам летав преку Хонг Конг, а само што се вратив излезе информацијата дека во Кина излегол некој не знам каков вирус и тоа ќе биде нешто опасно. Така да тоа ќе ми остане во сеќавањето бидејќи од толку многу летови за Австралија, баш таа година за прв пат бев преку Кина и веднаш после тоа беше едно кратко гостување од само една недела. Веднаш после тоа гостува во Шведска на една приватна прослава. И толку. И последното гостување ми беше за 8 март, овде исто во ресторан Сонце во Колешино, во Борисов. И веднаш после 8 март, значи на неколку дена до 15 март, мислам дека се затвори. Слушам дека и сега требало за Стара Нова година да пееш Да. во Ешелон во Швейцарија. Да, требаше да бидам во Ешелон и тоа се веќе одложува неколку пати. Само да сме здрави и живи. Така, таму има многу струмичани, има многу од Има. нашите краишта, Има многу, јас има сум- многу македонци, јас сум бил водител на баш на Стара Нова година со Ленче и Горан Кукич и групата Јупитер настапуваат таму и чинам дека од тогаш веќе нема одржано дочек Да. на Стара Нова година заради пандемијата. се разбира. Пандемијата, како што кажав, си го направи своето за да сега се одржи на поголема манифестација, да речеме со 300, 400, 500 гости. Потребно е освен 2 вакцини да имаат и PCR тест плюс и тоа сето Прекомплицирано. прекомплицирано, тоа е така доста скапо за например семејство да присуствува на една прослава и затоа во моментот нема услови да се одржуваат Така. такви настапи. Карактеристика за тебе е тоа што многу си успешен, а те нема на фестивалите. Па Зошто? едноставно ќе кажам, фестивалите веќе не се мерило за да се направи успех, да се направи песна, да се промовира и сето тоа што опфаќа оваа професија. Мислам дека они се веќе тоа е, да не ме разберете погрешно, демоде. Затоа што и самите фестивали тоа што било како ниво и како критериум пред 10-15 години, истото ниво и критериум и сега, што јас сум против тоа. Значи да, јас би настапил
и би ми се запалиле моторите како што било тоа пред 15 години кога пример, иако и тогаш веќе фестивалите имаа некој залез на сонцето, но уште некако траеше некоја еуфорија 2006, 7, 8 година кога јас се појавив. Но веќе после 2013-14 година почувствував дека фестивалите нагло паднаа. Почна и да згаснуваат па одредени фестивали се пренасочуваат, нема да се одржува овој месец и тоа мене ми беше знак дека тука е крај на таа приказна и дека треба буквално да, доколку сакам јас да продолжам, да се фокусирам на друг начин на работа. Така. Јордане, можеме вака да разговараме, темата ни е блиска и мене и тебе, меѓутоа емисијата се вика 15 минути со. Се надам дека тука некаде сме. Јас ти благодарам за разговорот, за учеството во оваа емисија, да си ми здрав и жив, да имаме убави поводи за вакви убави разговори и да се гледаме само за убави нешто. Ви благодарам. Да сте ми здрави и живи и да се гледаме само за убаво. Поздрав до сите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание на оваа емисија. Довидување.